Почитувани медиуми, ова пресконференција е порака до господинот Заев. Господине Заев, повторно сте фатен во криминал, овој пат до гуша. Сведок за тоа е целокупната македонска јавност. Господине Заев, според вашето признание, вие незаконски располагате со 600.000 нелегално стекнати прислушкувани разговори. Го прекршивте договорот од Пржино и по 100 пат лажете. Ветувате дека само вие имате пристап до материјалите и дека вие сте гарант за приватноста на граѓаните, чии што разговори нелегално ги поседувате. Господине Заев, вие повторно излажавте. Материјалите не ги предадовте во специјалното јавно обвинителство кое што беше формирано по барање на СДСМ. Току тие се најдоа во рацете на криминалци. Медиумите објавија, господине Заев, дека кај овие криминалци се најдени над 70.000 приватни разговори. Тоа значи дека илјадници македонски граѓани, јавни личности, стопанственици, новинари, судии, многу други, од утре со монтирани материјали може да бидат уценувани и да бидат жртви на изнуда или да бидат наклеветени. Господине Заев, не ја одговоривте на македонската јавност зашто разговаравте со криминалецот Захир Бекири, кој во моментот е во затвор поради изнуда. Господине Заев, зошто одбегнувате да одговорите на јавноста зошто сте разговарале со Захир Бекири кога тој ви беше во посета на вашата канцеларија? Господине Заев, истрагата не ја отвори вашиот генерален секретар и технички министер Оливер Спасовски, туку Оливер Спасовски бараше оваа истрага за аферата за лични карти да биде што побавна. Сега знаеме и зошто барал оваа истрага да биде бавна. Истрагата ја водеа професионалците од Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство. Затоа сакам уште еднаш да им честитам на овие професионалци и да ги повикам до крај да ги извадат на површина сите инволвирани во случајот фабрика за афери на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарение на професионалците, јавноста дозна каква ниска манипулација се спремала преку неделникот Фокус близок до СДСМ. Јавноста виде дека и овие лични карти и пасошите кои ги штанцавте пред една година дена биле производ на истата фабрика за афери на СДСМ. Јавноста знае дека оваа фабрика за афери на СДСМ подготвувала и лажни пасоши, и лажни сметки, и монтирани разговори, и низа други конструкции со кои што вие требаше да излегувате, да напаѓате и да дискредитирате во предизборниот период. Благодарение на професионалците од МВР и од јавното обвинителство, вашите намери се осуетени и пресретнати. Не ви успеа обидот, господине Заев, немањето на проекти и дела зад себе, кои се од интерес на граѓаните, да го замените со деструкција и со лажни афери. Господине Заев, дали е ова последната фабрика за афери на Социјалдемократскиот сојуз, која ви остана, па мора да соработувате со криминалци за предизборни цели? Господине Заев, вашиот генерален секретар не само што бараше оваа истрага да биде побавна, туку и не негираше дека тој контактирал и се сликал со криминалци. Господине Заев, правдата во Република Македонија може би е побавна, но не толку колку што би сакале вие и Оливер Спасовски. И на крајот правдата секога стигнува. Господине Заев, сите кои учествувале во фабриката за афери треба да ја добијат заслужената казна. Некој ќе ја добија заслужената казна само од судовите во Република Македонија, но некој ќе ја добие и заслужената казна и од изборниот суд на народот на 24 април. Граѓаните ќе ги казнат сите оние кои што се обидуваат да си играат со трпението, интелигенцијата и волјата на народот. Граѓаните ќе ги казнат сите оние кои што земјата ја држат во заложништво за да остварат своји лични цели со помош на криминални структури, со помош на фалсификувани документи, со помош на ниски манипулации, со помош на нелегално стекнати прислушкувани материјали. Господине Заев, може би се надевате дека изборите ќе бидат одложени за 3 или за 6 месеци, но попусто се надевате. Изборите да се одложат и за 36 месеци, вие нема да избегате од изборниот суд на народот. Господине Заев, вам и на Социјалдемократскиот сојуз
ви остана уште 123 дена од крајот на ваквите ниски манипулации и крајот на вашата лична политичка кариера. Благодарам.